Доказите на Вилма Рускоска за рекет се невистинити, барем според Вице Заев. Братот на екс-премиерот реши да не одговори директно на повикот на Алфа, да каже зашто разговарал со Зоки Кичеец, туку испрати писмена реакција до сите медиуми, иако во судот како доказ беше презентирано видео на кое јасно се гледа како во скопско кафуле заедно седат Зоран Милевски и братот на лидерот на СДСМ. Вице Заев вели не се среќавал со никој од засегнатите во рекет. Ниту јас, Вице Заев, ниту било кој член од моето семејство нема поврзано со случајот познат во јавноста како рекет. Изнесените невистини дека сум се среќавал со лицата осомничени за овој случај, дека сум седел, дека ми имало на некои снимки ги демантирам. Тоа не е точно. Обидите за моје инволвирање на било каков начин во валканата политичка кампања сметам дека е намерно, лажно и тенденциозно со единствена цел да му се наштети на Зоран Заев и политиките кои ги спроведува. Демантирајќи го видеото кое беше презентирано во судот, на кое јасно се гледа дека седе во кафуле со Зоки Кичеец, Вице Заев најде начин да ја нападне и ВМРО ДПМН, вели пресконференциите на која таму бараат да се дознае зашто разговарале тие двајца, биле со цел да се оцрни Зоран Заев. Истовремено реши да ги нападне и медиумите, кои според неговите зборови биле под контрола на оваа партија. Семејството Заеви, односно Зоран Заев, е трн во окото за сите што се под контрола на Никола Груевски, избеганиот криминалец и кои не им мислат добро ниту на државата, ниту на граѓаните. Ја уништуваа 11 години нашата татковина и избегаа за да се соочат со одговорност. Затоа се шират лажни вести преку медиумите под нивна контрола, се шират измислици, секојдневно се пласираат тешки лаги и клевети, но и на пресконференции на ВМРО ДПМН не се бираат начини ниту средства да му се наштети на Зоран Заев и неговото семејство. Покрај снимките со Вице Заев, како доказ во рекет се појави снимка со неговиот брат, екс-премиерот Зоран Заев. Во едно од презентираните видеа се гледа Катица Јанева, која оди кај него во вилата на Водно. Покрај во рекет, аудиоматеријал од лидерот на СДСМ ќе се појави и во случајот за Меѓународниот сојуз, откако Антонио Милошовски ја достави снимката објавена во собрание, каде според неговите зборови Заев кажува дека финансирал еден ТВ и бил во текст со нелегалното финансирање на невладината набокители на АЕС-от. И самиот аудиозапис и транскриптот даваат еден сериозен сомнеж дека поранешниот премиер, господинот Заев, подолго време знаел за начинот на финансирањето на Меѓународниот сојуз, кој што не бил легален, и помагал, според неговата изјава, во тој запис за финансирањето на еден ТВ. Откако Милошовски ги предаде материјалите кај Рускоска, реагираше владачката СДСМ, велат тој правил драмолетки во јавност и манипулирал со граѓаните.